Вести на Канал 8, добро дојдовте. По истекувањето на јаловината од рудникот Саса во Каменичка река и Брегалница, комуналното предпријатие Водовод прави редовна контрола на исправноста на водата за пиење од градската водоводна мрежа. Податоците од секојдневните анализи не покажуваат загадување на подземните води. Тони Ајтовски со деталите. Редовните дневни испитувања на квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод во Кочани не покажуваат никакви знаци на загадување по истекувањето на јаловината од рудникот Саса во Каменичка река, оттаму и во Брегалница. Градската водоводна мрежа, која црпи вода од бунарскиот систем Грдовски Орман, кој со капацитет од околу 300 литри во секунда е прв и најголем таков комплекс во непосредна близина на речното корито на Брегалница, низводно од браната Калиманци. Од комуналното предпријатие Водовод информираа дека внимателно ја следат состојбата. Мислам дека нема бојазност, ова не е прво пукање на ловиштето од рудници Саса. Значи, ние перманентно испитуваме водата и во нашата лабораторија која што се наоѓа во самата фабрика за прешитување на питката вода, а и плюс имаме дополнително ангажирана и надворешна фирма која што секојдневно зима мостри од неколку мерни места кои што ги испитува водата, така да таа процедура ние ќе си ја тераме постојано. Сметам дека некаква посебна бојазност во врска со пукањето на јаловиштето дека ќе немаме некоја посебна ситуација, барем што се однесува на бунарскиот систем Грдовски Орман. Комплетно овде сме покриени со тој правилник што излезе во време на коронавирусот, како треба да се третира вода, со кои параметри, колку треба да има учество на хлор во питката вода. Значи овде третираме постојано, ги задоволуваме померењата што ни доваѓаат од надворешната институција, а и померењата што ги имаме од нашата лабораторија, така да се држиме во тие рамки. И сметам дека водата е со највисок можен квалитет. Во комуналното предпријатие Водовод не располагаат со податоци за евентуалната загаденост на површинските извори за вода за пиење, ниту пак имаат обврска да прават нивно испитување. Согласно одредбите во Законот за води, надлежноста за тоа ја има Државниот инспекторат за животна средина. Оваа институција располага со специјална мобилна лабораторија, која што може да прави испитување на загадувањето на површинските води. Поради тоа се очекува стручни служби да излезат на терен и да дадат подетелни информации. Локалната самоуправа на Кочани е подготвена да го потпише договорот со Министерството за здравство за изградба на монтажна модуларна ковид болница. Позитивно е одговорено на прашалникот во кој се образложени локацијата и техничките параметри, со што се создаваат услови за уредување на платформата во општа болница, каде ќе се постави идниот регионален ковид центар. Општина Кочани е целосно подготвена да ги обезбеди неопходните технички услови за изградба на првата монтажна модуларна болница во државата надвор од Скопје, а за потребите на идниот регионален ковид центар, согласно предлогот од Министерството за здравство. Откако пред околу 3 месеци на седница на Општинскиот кризен штаб се разгледуваше можната локација на објектот, како и условите што треба да бидат исполнети за да се обезбеди алтернативно решение за нега на новите ковид пациенти, локалната самоуправа на Кочани позитивно одговорила на барањата од стручните служби во ресорното министерство. Во меѓувреме и Советот на Општината на една од последните седници донесе позитивна одлука за издвојување средства од општинскиот буџет за уредување на просторот каде што ќе се лоцира модуларната болница. Од наша страна како локална самоуправа се што требаше ние преземавме и направивме и сега ги чекаме конечните договори со Министерството за здравство за да отпочнеме со изработката на платформата за која што веќе, како што реков, донесовме и одлука на Советот. Вчера веќе добивме еден прашалник од страна на Министерството за здравство, кој што прашалник треба да го одговориме заедно со општата болница во Кочани, пошто очекувам дека ќе ги добиеме конечно и договорите по кои ние како локална самоуправа ќе постапиме во реализација на преземените обврски, а потоа очекуваме и поставување на модуларната болница како што е разговарано и договорено со Министерството за здравство. Нема посебни услови од Министерството за изградба на ковид регионалниот центар во Кочани, но од општината било побарано да одговори на некои прашања што се однесуваат на придружните мерки околу нејзиното функционирање. Има одредени информации кои што треба да бидат разменети. Овде, значи, дел од прашањата е
уште еднаш да ги информираме каде ќе биде локацијата на мобилната болница. Потоа треба да дадеме информација колку е растојанието помеѓу мобилната болница и објектите кои се, дали имаме објекти во близина од основни училишта, цркви и некои други знаменитости, број на катастарска парцела, квадратурата која на парцелата на која што ќе биде направена платформата, дали постојат собствени бунари за водоснабдување, дали болницата има договор за постапување со инфективниот отпад и некои други слични прашања на кои што заеднички ние веќе дадовме одговор, односно одговорот кој што го добивме од општата болница го проследивме до Министерството за здравство и сега очекуваме конечно да го добиеме, како што реков, договорот за да отпочнеме со реализацијата на проектот. Позитивен одговор од Министерството се очекува да стигне наскоро по формирањето на комисиите во Републичкото собрание. Меѓу нив е и Комисијата за здравство, која треба да даде позитивно мислење за иницијативата на ресорното министерство, пошто ќе може да се реализира намерата за поставување на монтажната модуларна болница, која ќе биде ковид центар за 8 општини од источниот регион. По неколкумесечно одложување поради кризата со коронавирусот, Агенцијата за вработување продолжува со постапката за редовно пријавување на невработените лица. Евиденцијата ќе се врши како и досега еднаш месечно за активните баратели, односно на 6 месеци за другите лица кои бараат работа. Државната агенција за вработување ги известува сите невработени лица дека од 15 септември продолжува со редовното пријавување на секои 30 дена за активните баратели на работа, односно на секои 6 месеци за другите лица кои бараат работа. Секое невработено лице кое оставило контакт телефонски број веќе е известено со SMS порака за точниот датум кога треба да се пријави во надлежниот центар за вработување или пак во дисперзирана канцеларија. Од 15 септември повторно е ставен во функција системот за распределување термини за редовно пријавување, согласно законските рокови за пријавување на 30 дена, односно на 6 месеци. Сите невработени кои се пријавувале во периодот кога беше запрено редовното пријавување, треба да го почитуваат терминот што е наведен во SMS пораката, а што системски е изгенериран. Невработените лица кои немаат оставено точен телефонски број за контакт и кои не добиле SMS порака, треба да се пријават во наредните 30 дена. Од Агенцијата за вработување напоменуваат дека при пријавувањето лицата треба задолжително да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство за спречување на ширење на вирусот COVID-19. Потребно е да носат заштитна маска и да одржуваат соодветна дистанца од другите лица. Еден новозаболен од Кочани од COVID-19 регистрира Министерството за здравство во последните 24 часа, а вчера почина пациент од Виница на 57 годишна возраст. Заболени се нови 98 лица во државата. Еден новозаразен со COVID-19 во Кочани во последните 24 часа регистрира Министерството за здравство. Во Виница нема новозаболен во последните 24 часа, но вчера почина 57 годишен пациент од оваа општина. Во меѓувреме, оздравени се уште по двајца од Виница и Кочани. Министерството за здравство информира дека од COVID-19 во изминатите 24 часа починале 9 лица, односно двајца пациенти од Скопје на 23 и 71 година, пациент од Крива Паланка на 52 години, двајца пациенти од Гостивар на 60 и 62 години, пациент од Куманово на 60 години, пациент од Велес на 70 години и двајца пациенти од Струмица на 29 и 44. Од нив 8 се починати во болнички услови, а една пациентка од Струмица починала при транспорт кон Скопје. Од Министерството за здравство информираат дека во последните 24 часа се потврдени нови 98 случаи. Регистрирани се 50 случаи во Скопје, 9 во Струмица, 7 во Тетово, 6 во Куманово, 5 во Прилеп, по 4 во Штип и Битола, 3 во Струга, по 2 случаи се регистрирани во Охрид и Делчево и по 1 случај регистриран во Велес, Гостивар, Крива Паланка, Кочани, Берово и Кичево. И Институтот за јавно здравје регистрира 104 оздравени пациенти, односно 46 од Скопје, 9 од Тетово, 8 од Прилеп,
по 6 од Штип и Делчево, 5 од Македонски Брод, по 4 од Пехчево и Берово, 3 од Охрид, по 2 од Струмица, Кривопаланка, Кочани, Виница и Кичево и по 1 од Велес, Гевгелија и Свети Николе. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 15.925. Бројката на оздравени пациенти е 13.418, на починати е 661, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 1846. Со настап на оркестри на плоштадот во Виница завршува овогодишното издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Поради пандемијата со COVID-19, годинава фестивалот се одржа онлайн. Со настап на оркестри на ансамбли на плоштадот Ангел Винички во Виница на 16 септември завршува 35-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здравоживо, кој што годинава се одржа онлайн, поточно 3 фестивалски онлайн вечери. Раководниот кадар на фестивалот начело со Стојко Митковски, кој е организатор и директор, одлучи поради пандемијата со COVID-19 Истиванско здравоживо да се одржи онлайн, поради што голем број ансамбли од државата и странство испратија неколку минутно видео со настапи. За крајот фестивалот преостанува настапот на оркестрите, меѓу кои ќе настапи и оркестерот на ансамблот за традиционална музика, песни и ора Митко Алексов од Кочани, со невестинско венчално, подрум Одам, Ангела Богдановска, Рамно Велешко, Ај Ѓурушице, Тијана Јаневска, професор по традиционално пеење. После промоцијата на најновото аудио CD со 20 numeri и трите онлайн фестивалски вечери со учесници од целиот свет, од сите континенти од светот, утре вечер во среда од 19 часот на плошад Ангел Винички во Виница, спазувајќи ги протоколите за COVID-19, имаме убав спектар на фолклорни содржини од цела Македонија. Со задоволство ќе уживаме со ансамблите домаќинот и организатор ансамблот Китка од Истибања, Илинден од Битола, Јане Сандански од Неготино, Цветови од Дедино, ансамблот Митко Алексов од Кочани, Кочорацин од Скопје, Аманет од Скопје, Александар Турунџев од Битола, Ќустек од Скопје, Гоце Делчев од Битола, Триото Гавровски од Тетово и културно-етничкото друштво Кут Дримкол од Вевчани. Ова издание на Истиванско здравоживо е јубилејно. Се одбележуваат два значајни јубилеја: 45 години од формирањето на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања и 35-то издание на меѓународниот фестивал Истиванско здравоживо. На Истиванското здравоживо, кој е светски реномиран фестивал, во изминативе 35 години, освен домашни, учествувале и странски ансамбли од разни континенти, а фестивалот го посетуваат голем број граѓани ширум републиката. Организатори домакин секоја година е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања под покровителство на општина Виница и Министерството за култура. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани на 17 септември со неколку активности ќе го одбележи Меѓународниот ден на литературата за деца. Станува збор за проект кој се реализира секоја година, а е во соработка со општина Кочани и Министерството за култура. По повод Меѓународниот ден на литературата за деца на 17 септември Библиотеката Искра организира неколку активности. Одбележувањето ќе започне во 9 часот со посета на 5 основни училишта во Кочани, каде представници од библиотеката ќе ги избогатат училишните библиотеки со книги и литература за деца. Во 11 часот во дворот на Библиотеката Искра ќе се одржи фестивал на децата, книгите и музиката и трибина на тема специфичноста, позитивните влијанија и присутноста на литературата за деца во детскиот развој и во креирањето на детскиот свет, на која излагачи ќе бидат професор доктор Јованка Денкова, магистер Ели Маказлиева и магистер Татјана Осоговска-Лазарова. За во 12 часот е планирано читање на меѓународната порака на Светскиот ден на литературата за деца за 2020 година. Потоа ќе биде промовирана книгата Мали детски разговори од авторот Зоран Пејковски, како и книгата Заедно да растеме од авторот Филип Димковски, чиј промотор ќе биде магистер Љупка Стојменова, а потоа ќе следува и музичко-ритмичка композиција. Проектот е подржан и финансиран од програмата за проекти од областа за заштита на културното наследство за 2020 година при Министерството за култура и општина Кочани. За време на одржување на настанот ќе бидат запазени сите мерки и протоколи за заштита
ризиците од коронавирусот за одржување на јавни културни настани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.